За улогата на шарената револуција, за законот за амнестија, за уставните измени, за председателските избори, разговарам со Здравко Савевски од Левица. Ви благодарам што прифативте поканата за овој интервју. Ви благодарам и јас. Савевски, на почеток ќе почнам со она што е чинам најактуелно периодов, тоа е законот за амнестија. Кога председателот Иванов прогласи амнестија, се случи шарената револуција. А сега, кога во собрание се изгласа закон за амнестија, молк. Зошто? Да, мислам, овој закон за амнестија, како и помилувањето од страна на председателот Иванов, си има политичка функција и ту дневно политичка функција. Законот за амнестија, што сега го донесува, има за цел да се протнат уставните измени, буквално преку методот на стапот и морковот, нешто што не би требало да биде дозволиво од гледна точка на владење на правото. Ако сметале дека толку се исправни уставните измени, требале тие да ги усвојат со полно почитување на владењето на правото и демократијата. Секое прекршување на владењето на правото и на демократијата, Македонија не ја води по европскиот пат, па без разлика колку и да трубат и да пропагандизираат дека сето ова го прават заради влез во Европската унија. Дали со изгласувањето на законот за амнестија се сруши како кула од карти она за што се бореа шарените револуционери, а тоа е правна држава? Може ли да има мир без правда? Да, значи една од паролите беше нема правда, нема мир. Она што се случи со шарената револуција е дека таа е предадена и таа е предадена одамна, не е тоа сега да се случи, значи со самото доаѓање на власт на СДСМ се виде дека СДСМ ја искористија протестната енергија на луѓе кои во голема мера протестираа заради верба дека ќе се променат работите на подобро, ја искористија сето тоа за да седнат самите на фотелите и да се однесуваат онака како што се однесуваше минатата власт во голема мера. Така што одамна е предадена шарената револуција, со самото клиентелистичко владење, со самото поставување на партиски војници на раководни места, со самото местење тендери во корис на сопствената власт, а понатаму еден од големите удари на шарената револуција беше со бегството на Никола Груевски од земјата, бидејќи значителен дел од луѓето единствена цел на протестирањето гледаја Никола Груевски да биде казнет заради криминалите кои ги направи. Бидејќи тој избега од земјата, а доста луѓе веруваат дека тоа е политички дил помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, тој да избега од државата, а никој се уште од владата не ќе да си поднесе оставка. Колку упорно тие одбиваат да си поднесат оставка и да поднесат одговорност, толку поочигледно е дека сето ова е договорено, а што ме договорено, тогаш сметаат дека нема ни потреба да некој поднесува оставка заради бегството на Груевски. Излеговте кога Груевски избега од Македонија на протест пред владата, вие бевте еден од оние кои излегоа и кои побара оставка од актуелните функционери. Ако велите дека бил политички пазар, законот за амнестија плод на политички пазар за протнување на уставните измени, зошто не излеговте да протестирате за законот за амнестија? Да, значи, например, ја слушав Катица Јанева, каде што доста неаргументирано објаснуваше разлики помеѓу законот за амнестија и амнестирањето од страна на Ѓорѓе Иванов. Тие причини не се суштински причини на разлика. Она што е суштинското е дека се прибегнува преку вон правниот метод на амнестирање политичари за да се истерат политички цели. Таа е суштинската блискост на сите овие два процеси. Зошто не се протестира сега? Во 2016 година имаше голема протестна енергија помеѓу граѓаните и веќе им беше
прекуглава од користењето на власта за лични цели. Она што најголема штета што нанесе ССМ во однос на демократските процеси во Македонија е што ја уби таа протестна енергија. Доста луѓе се толку разочарани, толку длабоко разочарани од владењето на ССМ, што се прашуваат зашто протестирале, зашто трошеле време и енергија за некој друг да искористи власта во нивно име и додека тие се уште сиромашни и гладни, некој друг да седи на фотелите и да нема тотално сенс за маките на обичниот човек. И ова тотална апатичност што ја предизвика ССМ оневозможува во овој момент да се излезе на протест, не протест кој би бил само символичен, туку протест кој може да ги промени работите. Во овој момент граѓаните негодуваат масовно, но не се подготвени самите да се вклучат во промените кои ги посакуваат. Оваа ситуација, иако во овој момент и создава голема безбедност на сегашната власт да може да го кради народот без да има реперкусии од тоа, не може никогаш да биде трајна ситуација. Така што не би и препорачал на власта да од сегашната состојба на апатичност кај народот мисли дека и понатаму ќе може да неодговорно владее, бидејќи видовме претходната власт како помина со неодговорното владење. И на оваа влада доста брзо ќе се случи тоа, народот толку понижен не може долго да биде во ситуација на апатија. Дали Ставевски во овој момент е разочаран, односно жали што беше дел од протестите на шарената револуција? Вие бевте и еден од обвинетите за демолирање на канцеларијата на претседателот Иванов, добивте и ослободителна пресуда. Јас сум помеѓу оние луѓе кои имаа и практични последици од борбата од отпорот. Значи, мене ме гњавеа и малтретираа на суд 2,5 години, а се уште не е завршена постапката, бидејќи не е правосилна одлуката, што можат да решат политички да продолжат да ме малтретираат по судови. Дали има кај мене каење за учеството во сето тоа и покрај последиците кои ги претрпев и кои може понатаму да ги трпам? Не, бидејќи тогаш и сега јас се борам за социјална правда и за демократија и владење на правото и тоа ќе продолжам да го правам. Тоа што беше злоупотребена борбата за социјална правда и владење на правото од страна на ССМ, не значи дека треба да се откажеме од таа борба и тука може да се види кој навистина за што се борел, дали се борел за фотели или за реални промени во корист на обичниот човек. Оние што се бореа за фотели и за фрлање на некоја коска од страна на власта, сега се големи поддржувачи имаат доста разбирање за нефункционалноста и злоупотребите на власта, додека на претходната власт дури за помали злоупотреби беа доста гласни. Така што сметам дека на овој народ му треба охрабрување и дека е единствен начин да се добие охрабрување да видат дека не се сите продадени луѓе, не се продале за некоја позиција или за некоја коска само што им ја фрлиле. Ќе се вратам на уставните измени донесене веќе и законот за амнистија, дали со законот за амнистија е зацементирано двотретинското мнозинство за уставни измени, очекувањата се дека тие треба да бидат веќе направени на кај 15 јануари наредната година. Не се зацементирани, далеку од тоа, бидејќи во цел овај макиавелизам и нечесни игри кои ги тера ССМ, дојде, например, до точка кај што човекот, пратеникот кој тие доста го навредуваја како националисти, како остаток од минатата власт, зборувам за Крсто Муковски, одеднаш да се крстат во Крсто Муковски за да им поминат уставните измени. Но тука имат тие пазарења со неколку страни
во кое пазарење тие нужно не значи дека ќе ги повлечат сите конци како што треба и можно е да сета таа кула од карти да им пропадне поради нивна неспособност или поради преголемо пазарење со едни на сметка на други и со други на сметка на првите. Така што се уште треба да видиме како сето ова ќе заврши, но она што веќе е очигледно е дека Македонија далеку од тоа да доби власт каква што заслужува и дека и идната власт ќе ја злоупотребува власта и сето ова со уставните измени е и со таа цел. Значи не е од гледна точка на СДСМ убеденоста дека ќе се влегува во НАТО или во Европската Унија, туку сето ова го прават за да можат, за да имат зелено светло од надворешните фактори да владеат по сопствено наоѓање, а на штета на граѓаните. Наредната година не чекаат и претседателски избори, ќе излезе ли Левица со свој кандидат? Во Македонија во овој период има доста важни процеси врз кои сме концентрирани покрај уставните измени. Тука имаме понатамошни удари од страна на власта врз социјалниот аспект на социјалните проблеми на граѓаните. Пред се тука ќе го нагласам најновиот удар врз пазарџиите, особено врз пензионерите кои едва и врзуваат крај со крај. И ние во овој момент сме концентрирани на тие борби. Но наскоро доаѓаат претседателските избори и органите на Левица ќе се постават соодветно на процесите кои доаѓаат и ќе видиме дали во која мерка ќе учествуваме или нема да учествуваме на претседателските избори. Стаевски, благодарам за интервјуто.